Добро дојдовте во ново издание на емисијата Отворено на тема. Без перспектива, без вработување дома, младите од Источна Македонија ја напуштаат државата. Барем така говорат сите истражувања. Каква е реалната состојба на терен? Колку се виновни младите, а колку виновно општеството? Што се прави за состојбата да се подобри? Вечерва на тема млади разговараме со Сања Стефанова, председател на Советот на младиот Штип, и Деспина Ристова, соработник на Советот на млади. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Добро најдовме, добро вечер и до вас и до сите слушатели. Па вака, младите и темата за млади е секогаш многу интересна. Младите представуваат сршта во секој општество и се столбот во секоја држава. Па така и работата со млади сама по себе многу интересна, многу непредвидлива, исполнета со многу енергија, со најразлични идеи, но сепак битен сегмент во целата ова поврзаност околу темата млади се секако и институциите кои што треба да пружат можност и шанса за младите да действуваат и да работат. Советот на млади представува еден од многуте примери за тоа кога младите сакаат да се работат нешто, дека тоа го можат и го прават најдоброто без разлика на какви услови имат за работа, бидејќи како што веќе сите знаат, Советот на млади има многу ограничени услови во било кој аспект. Но еве, после 2 години ние покажавме и докажавме дека како Совет на млади можеме да работиме. И веќе Советот на млади не представува само тело кој што постои на документ како што беше до пред 2 години. Веќе како Совет на млади успеавме да пораснеме на едно ниво каде што ги обединивме младите и работиме од млади за млади во општината. За Советот на млади ќе поразговараме малку подоцна повеќе и за вашите проекти. Сега Деспина, кажи ми колку е реална она што го кажав на почетокот, дека младите овде во Источна Македонија се чувствуваат дека се без перспектива и најмногу сакаат да ја напуштат. Така, значи прво благодариме на поканата. Чест ми, мило ми е што локалните телевизии имаат желба за вакви отворени теми кои ги засегаат младите, затоа што реално тоа е еден голем проблем во нашата држава. Кога би зборувал за младите, не сакам да се повторувам со Сања, ќе бидам концизна и кратка. Точно дека имаме квалитетен кадар кој излегува од македонските универзитети. Имаме паметна и интелигентна младина. Реалниот проблем е тоа што, како што напоменавте на почетокот, дека се повеќе млади тежнеат да ја напуштат државата. Реално гледано, дали поради нашиот менталитет или самата индивидуа на човекот, на младиот човек, имаме апатична младина. Значи, конкретно, секој поединец, тој секој млад човек, така дали сме научени од мали нозе, тежнееме да го јадеме тоа што ни е веќе надробено, значи никогаш немаме така да кажам една сама иницијатива да покренеме нешто што нас не засега самите и да действуваме самите како индивидуа. Сметам дека тоа е малку еден поголем проблем, затоа подоцна ќе зборуваме за Советот на млади како институција и координативно тело кое се залага токму да ги реши овие проблеми кои што се реални кај младото општество во Македонија. Каде е вината за таа апатичност и за таа незаинтересираност практично да се сменат работите? Јас лично никогаш младите не ги опишувам како апатични од аспект бидејќи младата личност сама по себе не може да биде апатична. Сепак за таа личност да прерасне во една прекрасна личност, да кажеме, влијат многу фактори. Најчесто младите го прифаќаат секојдневието и се слика на самата реалност и на самото обкружување. Па така не може да очекуваме младата личност да биде многу поактивна од тоа што го гледа околу себе. И еве, збориме конкретно, значи за ова состојба не можеме да очекуваме дека ние како млади ќе действуваме многу повише, гледајќи го целото обкружување и целата ова година која што сме суочени, например, со еве и политички проблеми и со проблеми на иселување на младите од Република Македонија и младите само по себе иницијативно да кренат или глас или да кренат иницијатива за да ги сменат ваквите општествени работи. Сметам дека овде голема улога имаат институциите, значи тие се правите тела кои што треба да овозможат на една млада личност да действува, да работи и пред се да ја мотивира. Бидејќи сметам дека мотивацијата на младите е најбитниот фактор за една млада личност
да може да действува како што треба и најбитна работа за да може да се поттикне и да се искараат тие идеи кои што младите ги имаат во себе. Значи, ако младите се слика на едно општество, тоа значи дека практично институциите затаиле во мотивирањето на младите да покажат целата своја енергија и потенцијал. Да, значи, веќе кога тоа напоменам, сметам дека проблемот и прашањето за млади треба да биде на многу високо ниво во било која држава. Бидејќи прашањето за младите најчесто многу добро звучи на документ и во говорите на соговорниците, али тоа што е во пракса е многу поинако. Значи, младите се иселуваат, младите се незадоволни, токму и таквите проблеми што ги имаат и незадоволството и да речеме неправдините што се случуваат во ова општество, едноставно представуваат резултат на нивното неслување и нивното действување во општеството. Што според вас е најголемата причина за иселувањето на младите? Немање на доволно можности за просперитет, за вработување или кои се причините? Моje мислење во врска со таа некоја апатичност што јас ја нарекувам кај младите е тоа што дека се водат по стереотипот дека тоест го гледаат само лошото во општеството. Значи повеќе ги изнесуваат лошите страни отколку добрите. Тоа дека иселувањето кај младите, тоест барање подобар живот надвор од Република Македонија, сметам дека се должи токму на тоа затоа што младите тежнеат да стекнат квалитетна кариера, да стекнат кариера во животот, меѓутоа овде таа кариера не може да остварат, барат подобри работни позиции надвор од државата, затоа што не знам од која причина овде таа позиција не може да ја најдат и мислам дека тоа е главниот проблем кај нив. Јас лично можам да дам коментар на таа тема, бидејќи секој ден дискутирам со младите во скоп на сите мои работни околности и активности за темата млади и иселувањето на млади од Република Македонија. Ке зборам лично од моје име, бидејќи за мене се уште Македонија представува мојот прв избор. И секогаш ги мотивирам младите никогаш да не се откажуваат од своите желби и своите соништа и секогаш да бидат упорни во тоа што го работат. Постојат најразлични примери, постојат и лоши, но постојат и многу успешни примери и во Република Македонија и надвор од Република Македонија. Нормално, ако некој лично смета дека ќе може да успее многу повеќе и ние како држава ќе бидеме горди дека нашите луѓе, нашите млади успеваат и ја промовираат Македонија и во соседните држави, и во Европа. Но сметам дека младите треба повише да се вложат во себе и повише да веруваат во тоа што тие го работат, да бидат посветени и да го посакуваат тоа што сакат да го видат во иднина. И сепак ние сме тие младите кои што треба да работат за промените кои што сакаме да ги видиме во иднина. Доколку ние сите млади се откажеме и зборуваме дека и Македонија не е во ред или дека Македонија значи не ја бива, тоа типичен младински жаргон, тогаш и самите услови, самата слика на млади ќе биде се полоша, а таа иднина кој што говориме да биде многу подобра за Македонија, нема да биде така. Како да се воспостави тој линк практично меѓу институциите и меѓу младите и тие да се мотивираат да останат во државата? Ние веќе кренавме иницијатива. Еве, Советот на млади представува чекор во тој дел на мотивација и приближување на младите, младински активизам со таквите институции. И еве и ова година гледаме едно државно придвижување во тој дел со млади, бидејќи Совети на млади има низ цела Република Македонија се формираа и практично тие треба да представуваат телата кои што ќе бидат конекција помеѓу младите и помеѓу сите државни тела и државни институции. Еве имаме и стратегија на млади каде што право на учество имаат сите млади да бидат вклучени и голем број на млади се вклучи во самата таа стратегија и ние на некој начин се обидуваме да работиме токму на тие прашања, да подигнеме свеста кај младите и да ги мотивираме да се вклучат во донесувањето на одлуки и на локалната самоуправа, а еве како Совет на млади постојано имаме дописи до сите министерства и до сите институции од кои што се засегнати токму младинските прашања. Какво е вашето искуство се зголеми или на тој начин вклученоста на младите во тие креирање на младинските политики? Еве Деспина е соработник во Советот на млади. Секако, значи член сум на Советот на млади. Од самото активно работење на Советот во општината, претходно е поставено од непознати причини, не сум била запознаена за истиот, меѓутоа сега откако овие 2 години активно работи со проекти и остварувања за младите, чест ми е да работам со вакви млади и успешни луѓе кои
ми помагаат да се изградам во една академски стабилна интелигентна личност. Во врска со вклученоста на младите во тие младински политики, правиме што е наша должност, значи ги остваруваме нашите цели за активното младинско вклучување во сите проекти кои ги организираме. Во сите работилници кои ги одржуваме, со тоа на секој состанок се повеќе и повеќе младите гледам дека се вклучуваат во самите работилници, самите проекти, сработуваат, затоа што имаат еден поинаков живот на стил на размислување, водат еден поинаков активен младински живот и почнуваат да бидат свесни дека всушност нивниот глас, тоест нивното мислење може да биде слушнато сепак во општината. Еве конкретно бидејќи сте совет на млади на општина Штип, колку советниците, градоначалникот, локалната самоуправа го слуша гласот на младите и прифати ли досега некои ваши предлози и иницијативи? Да, ние секоја година имаме програма и цели на советот на млади. Еве ова втора година поред како иницииравме стипендирање на талентирани средношколци и таквото наше барање од општина Штип беше одобрено. До крајот на ова година ќе ги дадеме првите 3 стипендии за талентирани средношколци, а веќе од наредната година таа практика ќе продолжиме и кон сите средни школи. Ова година дадовме многу интересен предлог како совет на млади за потикнување на младите лица да бидат вклучени така што тие самите ќе предложат идеја и проект како да се подобри животот на младите на државно ниво и во самата општина, а со тоа што ќе добијат соодветна награда и мотивација од страна на општина Штип за тоа што тие ќе го сработат за крајниот продукт ние да можеме да го доставиме, како што реков, до соодветните институции. Имаме огромна поддршка во работата на Совет на млади. Еве и на почеток го кажав како Совет на млади немаме буџет за работа, ниту од општина Штип, ниту пак од државата, но еве како Совет на млади се трудиме преку аплицирање на различни проекти и во Македонија и надвор од Македонија да обезбедиме ние буџет кој што можеме да го искористиме за организирање на самите активности. А од општината и од градоначалникот имаме таа поддршка во сите активности и во сите предлози кои што досега како Совет на млади ги имаме даден. Јас тука ќе продолжиме со разговорот, но одрежем јавуваат дека имаме гледач на линија, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Сакам да се вклучувам во темата, таму гледам дека за младите борите. Да, повелете. И иселувањето на младите од оваа нашата земја, јас што ја викам циганска држава. Тоа е поради тоа што, например, еве ја, например, 15 години работам во конфекција, од 2002 година да имам 200 евра ни динарче, повеќе ни помалку. Значи, што може да заклучат младите од тоа, дека ако сакат, колку и да сакат да се утепат работејки, максимум е 200 евра у приватна фирма. Ако фанат некоја врска од тие партиите, ќе одат таму ни собрание, ни судови, Добро, што според вас треба да се направи за таа состојба да се измени? Па, вај народ, мислам дека треба еднашка за секој да се освесте и да, кој што се кажува библиски народ, така да стане еднашка конечно за секој народ. А не јас како што викам сток. Отишо и да му правиш, он само веде глава, веделе сме глава на турци, веделе сме глава на бугари, на срби, на се живо и диво и сега ведеме глава на македонци. Што сме, по моје мислење, добро, јас мислам темата ни е младите, ако имате конкретно прашање повелете, а ако не да продолжиме ние со разговорот. Па тоа е причината зашо младите се одселуваат. Темата е баш таа и зборам ако сакате да ме разберете. Да, и токму ние сега затоа баш зборуваме за тоа што треба да се направи за младите да не останат во државата. Ви благодарам за јавувањето во секој случај. Значи и гледачот еве го луцираше главниот проблем според него е токму иселувањето. Ние ќе продолжиме со она што го правите вие како совет на млади за да се сменат овие состојби. Еве, колку споменавте на Деспина на почетокот дека локалните и регионалните медиуми ретко се интересираат за темите на проблемите со младите. Колку медиумите воопшто ги третираат проблемите на младата популација и апострофираат тие нивни главни прашања?
Конкретно тоа го реков затоа што сега сум поканета во таква емисија да зборувам на таа тема. Не пратам многу телевизија за жал. Меѓутоа сметам дека треба тоа да го популаризираат, да не бидат во некаква позиција да не можат да говорат за тоа, затоа што реално тоа е голем проблем во државата. Колку се вклучени социјалните медиуми во привлекувањето на младите да бидат поактивни чинители во Советот на млади и во креирањето на младинските политики? Ние како Совет на млади сме во постојана комуникација со сите медиуми, значи локалните медиуми, како и државните телевизии, сме постојано на социјалните мрежи. Воедно беше и наголемиот проблем кога ние како Совет на млади започнавме да работиме на самиот почеток. Иако самите институции кон нас гледаат со недоверба, така и медиумите гледаат со недоверба, бидејќи секој почеток е тежок и многу потешко ги прифаќаат и мислењата и предлозите ние како млади што ги даваме. Но еве, значи, забележав некаков раст токму во таа комуникација со младите, со медиумите. Значи, темата млади станува се поактуелна и тема која што е интересна не само за младите, туку и интересна за сите, бидејќи реално проблемот за млади не представува проблем на определено тело, на институција или определена влада, туку представува проблем на секој нас, бидејќи изолувањето на младите представува и мој личен проблем, значи проблем на мојата фамилија, на моето семејство, на моите пријатели. Па така колку ние сме повеќе во контакт со медиумите, колку ние се повеќе ја дигаме свеста токму за младинските проблеми и младинското прашање, верувам дека може да се подигне и свеста и на самите институции, како што реков на самиот почеток, темата млади да биде секогаш на највисоко ниво и младите да бидат вклучени во донесувањето на одлуки кои ќе се поврзани со младите. Бидејќи неприфатлив е било кој процес кој што вклучува млади, а да не се вклучени младите во дискусии, во дебата и во своји предлози околу остварувањето на било кое прашање. Во контекст на јавувањето и на гледачот, тој нагласи всушност дека една од главните причини за заменувањето се ниските плати што практично не им нудат перспектива на младите овде во државата. Се прават ли некои проекти, некои активности во таа насока да се подобри економската состојба на младите? Конкретно за Советот на млади, дали зборувам? Да, дали конкретни проекти се реализираат на таа тема? На таа тема конкретно до сега, како што се сеќавам, мислам дека имаме со агенцијата за вработување. За вработување, да. Со агенцијата за вработување точно имаме проект, меѓутоа за менување на финансиската состојба, тоест на платите, тоа сметам дека не е Не мислам во контекст на платите, туку колку младите, да речеме, колку постои соработка со бизнис секторот, колку се прават некои заеднички стратегии во врска со тоа, се правили анализа на потребите на пазарот на трудот, па работилници со младите да се насочат кон избор на вистински занимања, во тој контекст ми беше прашањето. Досега сите наши проекти кои ги реализиравме, кои ги засегаат надворешните институции, другите институции, сите наши проекти се поврзани со тие институции. Конкретно зборувам за кога имавме проект за реформите во образованието, беше контактиран и нашиот премиер, председателот на државата, со што имавме и позитивен одговор вратено на тоа. Така да имаме соработка и со сите надворешни институции и реално гледано колку се трудиме, колку што можеме да ги решиме тие проблеми кои ги засегаат младите. И после најразлични истражувања на тема млади, значи има институти кои што работат токму на правење анкети и анкетирање на најбитните проблеми за младите. Ние повикувајќи се токму од тие стратегии, еве има и национална стратегија за млади во која што ние сме вклучени. Начесто и во таа насока ние ги работиме нашите активности. Ние сме во постојана комуникација со агенцијата за вработување, токму и обуките кои што ги држи таа агенција не контактира нас, значи ние ги мобилизираме младите луѓе да дојдат да се вклучат во таквите активности и пред се работиме за збогатување и дополнување на младинските вештини. Како Совет на млади не можеме конкретно да влијаеме во процесот на вработување, немаме можност да влијаеме, а секако бизнис заедницата и бизнис секторот е многу значајно тело и многу значаен дел во самиот процес на вработување и еве се обидовме на некој начин да додиме и до таа бизнис заедница и во соработка и со самиот универзитет кој што има дел токму за поврзување на студентите со бизнис заедницата. Во иднина ќе настојуваме токму и подобрување на комуникацијата помеѓу овие две тела. Споменавте истражувања.
Едно истражување прочитав некаде дека 1/4 од младите се сметаат за социјално исклучени. Може ли тоа да е една од причините за таа, да речеме, апатичност, што вели Деспина, на младите и нивното неактивно вклучување во креирањето на политиките? Да, младите најчесто не сакат да прифанат новости и едноставно го живеат своето секојдневие и не излаваат надвор од тие бариери. Нели е тоа малку контрадикторно? Младите не ги сакаат новостите. Обично тоа важи за постарата генерација која што е потрадиционална. Да, баш токму тој е клучниот дел и најголемиот проблем како Совет на млади ние што го имаме. Бидејќи ние работиме, еве пружиме на младите некоја нова средина, едукативна средина. И на почетокот имавме многу проблеми со самото присуство на младите. Организираме се, трудиме, значи покануваме професори, покануваме видни личности и на крајот на обуката, на дискусијата со професорот дојдат само неколку заинтересирани личности. Тоа беше поразително за нас како Совет на млади и највише поразително за Македонија како држава. Затоа што младите сами по себе треба да бидат иницијатори на такви случувања, да бидат иницијатори на промени, иницијатори за нешто кое што сакат да го видат и сакат да работат на истото. Ние се трудиме да возможиме на таква работна средина и действуваме во рамките на нашите можности. Не велам дека работата на Советот на млади е идеална, но се надевам дека на некој начин успеавме да дадеме барем еден чекор во подобрување на животот на младите во општината. Секогаш ги поканувам и младите се добредојдени во Советот на млади да работат со нас. И една од најбитната задача на Советот на млади покрај мобилизирање и покрај обединување на младите е и да ги потигне младите да бидат општествено одговорни. Тоа за мене лично представува најбитен сегмент во една држава. Секој од нас треба да биде општествено одговорен и да работи за ово општество. Често пати велам дека Македонија не е таква само по себе. Македонија е таква од народот. Какви ние ќе бидеме, таква ќе биде сликата на Македонија. Затоа ги поканувам сите млади да работиме токму на работите кои што ни пречат и сметаме дека во иднина можат да бидат подобрени. Како да се анимираат младите, да се привлечат и да бидат дел од од Советот на млади, па и од некои други активни граѓански младински издруженија? Така, значи младите во општина Штип сега имаат таа целосна поддршка и можност да се вклучуваат во тој младински општествен социјален живот. Не велам дека Советот на млади е едно совршено координативно тело, не постои совршеност, ниту се стремиме да бидеме најдобри, меѓутоа сме секогаш тука да излеземе во пресрет на младите, да им дадеме до знаење дека и тие може да се вклучат во општеството, може да действуваат, може да реализираат исто така проекти и да си го да искажат својата креативност и да се спознаат самите себе. Значи, како Совет на млади работиме во насока на тоа да ги активираме, т.е. да го разбудиме младиот човек во самата индивидуа. И самиот проект и јас сум лидер, кој што го организираме по трети пат, вклучи над досега 15 лидери и над 250 млади лица кои што се вклучи во клинтновците. Токму целата на тој проект е младите да работат за младите, значи една општествена одговорност и една лојалност младите што имаат кон самото тело и кон самото општество, и тој проект навистина покажа многу добри резултати, младите се вклучија во тие активности и еве ова година, по цела година труд и работа на Советот, младите почнуваат да доаѓаат во Советот на млади и бројката на млади сега е над 500 млади луѓе кои што се вклучија во Советот. За мене тоа представува навистина добра бројка во соглед на тоа што на почетокот бевме само 20 па 30 души, но еве успеавме да ги обединиме младите и младите успеа да најдат место и едно качество каде што можат да работат пред се лично за себе, а потоа и за самото општество. Како функционира Советот? Каде можат младите да ве најдат, каде се одржуваат ли состаноци? Ние значи ги користиме просториите на општината, ние сме Советот давно тело на општината и во тој аспект општината секогаш е отворена за нас, па така сите активности ги организираме во самата општина. За прв пат овој период имаме активности до месец декември. Младите постојано се известуваат по социјалните мрежи и исто така добиваат пораки за тие кои што се соработници во Советот на млади. Исто така покрај формалното дружење, често пати имаме неформално дружење и тоа е убавината на ваквите тела, како и на самите невладини организации, тоа што ги обединува младите. Че ние запознавме нови млади, јас лично ги запознав многу млади личности во градот и надвор од градот кои што се студенти во Штип и се дружиме
како формално, така и неформално, и тоа мислам дека представува главната цел на едно општество, да ги обедини младите и да ги пружи можност тие да работат. Поднел ли Советот на млади некоја конкретна иницијатива, еве до Советот на општина Штип да се реализира некоја идеја? Ние имаме, секоја година припремаме активности, не само за прашањата за младите, туку и општо за работите кои што ни пречат во оваа општина, и таквиот документ го доставуваме до градоначалникот на општина Штип. Еве имавме идеја за пинг-понг маси, кој што идејата беше супер и е прифатена. Исто така иницииравме и користење на бесплатна сала за младите во општината, за спорт, за да се поттикне спортот, и тоа барање ни беше одобрено. Значи Советот на млади има термин кој што може да го користи за спортување. Исто така имавме иницијатива за спортски реквизити кои што како предлог од Советот да се постават ни секаде низ целата општина за младите да може да спортуваат. Исто така во врска со едукацијата секогаш имаме барање за предавачи и поддршка за користење на различни тела кои што се во склоп на општината, и во тој аспект тие ни помагаат. Јас тука предлагам да направиме кратка пауза. Следуваат реклами, со разговорот продолжуваме веднаш по нив. Елкос ЕТЦ за сите верни потрошувачи подарува ваучер за пазарување 5 пати по 6000 денари секој месец, плюс инстант подароци за вредноста на вашата сметка. Пица, кафе, чај, палачинка и безброј изненадувања. Со прашање и одговор до многу подароци, само за купувачите со фамилијарната картичка. Бидете дел од ЕТЦ фамилијата и побарајте ја вашата фамилијарна картичка. ЕТЦ Штип, каде купувањето носи насмевка. Произведува и полни кожувчанка кавадарци. Гледаш, ова ти е мојот втор автомобил. А ова ти е роден ден на мојата трета баба. Мојата пета жена. А ова ти е мојот... Знам, века прозорец. Него никогаш нема да го промениш. Промонт инженеринг. Квалитетот има име. Каква хорор серија гледа? Нова епизода, не можам да заспиам. Гледам како е брк, ќе стигне човече. Знам дека ќе биде масакр. Си мислам дека дечко е убиецот. Нема шанси. Сигурно е сестра и. Обседнати со телевизија? Со VIP Connect гледајте ги вашите омилени филмови и ТВ серии во HD на повеќе приклучоци во вашиот дом. За месечна претплата од само 999 денари добивате телевизија со најмногу HD канали, супер брз неограничен интернет како и фиксна телефонија. Заедно со Близу. Знаев дека е сестрата. Отидов јас во спална, да си гледам на рад. Повеќе за вас. VIP. Стварно е супер. Уж по едно од мене. Батка, значи стварно масло е зејтин. Брилијант и се е како подмачкано. Сдружение на возачи Штип. Се на едно место. Технички преглед и регистрација на моторни приклучни возила. Референт од МВР. Продолжување на регистрација. Издавање на регистарски таблички. Одјавување на возила. Проверка на возила во Интерпол. Хомологација. Атести. АДР. Меѓународни возачки дозволи. Полномошно. Полиса за осигурување од автоодговорност, зелена карта и полигон за обука на возачи. Технички исправно возило, безбеден сообраќај. Сдружение на возачи Штип. За топол дом полн со љубов. Изберете мебел од Дрводекор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Дрводекор Караорман. Нема да погрешите.
Разговараме на тема млади. Што треба да направат тие, што треба да направи општеството, за да се спречи нивното иселување и да се подобри положбата и состојбата во која што тие се наоѓаат. Продолжуваме со нашите гости, Сања Стефанова, председател на Советот на млади, и Деспина Ристова, советник во истиот совет. Колку сметате дека отварањето на канцеларии за младински прашања во општина Штипа и во сите општини и вработување на лица кои што специјално ќе се занимава со проблемите на младите може да подобрат состојбата? Секако, во секоја високо развиена држава постојат такви канцеларии, постојат институции, подоцна ќе споделам искуство ние што го видовме како Совет на млади во Германија, каде што бевме дел од проектот. Има иницијатива и од самата агенција за млади и спорт за отварање на такви канцеларии. Постојано одиме на состаноци во овој период, токму за тие прашања за млади и се покрена прашањето отварање на канцеларија и вработување на млади лица кои што ќе работат и прашањето со младите ќе им биде специјалност. Се надевам дека таквите мислења и споделени идеи некој ден ќе станат реалност и во Република Македонија и секако мора да постојат институции во самите општини и на државно ниво кои што ќе работат директно со младите и ќе работат за младите. Како што реков, летото бевме во Германија на проект преку Советот на млади и во градот Вајмар, каде што бевме, постоеше цел центар за млади. Значи, тоа беше институција каде што младите, сите млади од цел свет можат да доаѓаат токму на тоа место. Тоа беше едукативен центар каде што имаше опремено сали за обуки, за рекреативен центар, значи со спортски активности. Ние бевме поделени во различни групи, значи театер имавме, глума имавме сликање. Едноставно јас бев фасцинирана од самиот начин на кој што младината таму функционира и како државата и Европската унија пред се, бидејќи тоа беше дел и проект на Европската унија, инвестирала токму во поттикнување и обединување на младите. Тоа представуваше тело и организација кој што ги мрежи младите од цел Балкан и од цела Европа, им дава можност на младите да се дружат и да се едуцираат токму на тоа место. И се надевам дека наскоро и во Македонија ќе има еден мал центар кој што ќе представува каче за сите млади. И ние како млади личности ќе можеме да се дружиме не само во општината, туку во цела Македонија. Токму и во тие места и во тие тела кои што во иднина би требало да функционираат, ќе можат многу полесно да се воспостави комуникација со младите и токму таргетирање на неголемите младински проблеми кои што пред се тоа се проблеми на младите и сметам дека токму тие можат најдобро да помогнат во нивно решавање. Колку ваквите искуства можат да се приманат од Македонија? Реално, значи, откако почнав да се активирам во Советот на млади, социјалниот и општествен живот ми се смени, затоа што тоа активирање во проектите, во работилниците кои ги организира Советот на млади, допринесува да изградам едно повисоко мислење во врска со настаните и проблемите и решенијата за младите во Републикава. Секоја активност е добродојдена, секоја работилница, секој проект е поттик и чекор напред да се усовршуваме и да действуваме, да се активираме и да бидеме тоа што сме, односно да градиме едно квалитетно општество, затоа што пред се општеството зависи од нас, од младите. Токму таквите активности многу влијаат во креирањето на размислувањето на младите. И јас лично имам од мој 20 години учествувам во различни сум учествувала на различни семинари, обуки и летни школи и сум посветила добар дел од моите години токму на таквата едукација. Тоа нешто, значи таквите искуства се нештата кои што јас лично нема да ги заборавам цел живот. Ова е надвор од Советот на млади, сум била и представник на Македонија во разни летни школи, преговараш за проблемите кои што ги имаме ние како Македонија во Европската унија. Сум запознала младини од целиот свет и низ цела Европа. И токму таквите семинари и конференции ми возможија проширување на моите погледи. Ние како млади личности најчесто го гледаме тоа што е пред нас и тоа што е достапно за нас, но токму таквите семинари и таквата едукација ни овозможува да ги решириме тие бариери и препорачувам на сите млади да се вложат токму во нивната едукација и да знаат дека знаењето е тоа што некој ден ќе се цени. Барем јас се уште верувам во такво општество, дека некој ден ќе имаме општество с превазаслуга и сите ние како млади ќе можеме да го најдеме нашето заслужено место во општество. Токму обуката, едукацијата на младите представува
најбитниот сегмент во изградбата на една млада личност, а еве токму во денешно време имаме неформално образование, имаме социјални мрежи, имаме онлайн курсиви и се надевам дека младите ќе го посветат своето време или бар дел од своето време кон инвестирање во себе и сметам дека токму само со позитивна енергија и само со позитивни мисли ќе можат да се случуваат и позитивни работи. Веќе нема простор за обесхрабрување или за разочарување. Се надевам дека ние младите од ден на ден ќе бидеме се пообединети и ќе се посветиме токму кон решавањето на таквите проблеми и пред се ќе поттикнеме решавање и застапување на младите и на локално и на државно ниво. Агенцијата за млади и спорт практично е единственото тело кое што да речеме е специализирано за проблемите на младите. Колку сте задоволни како совет на млади од соработката со оваа агенција? Ние како совет на млади, еве јас лично сум во директна комуникација со агенцијата за млади и спорт, бидејќи во агенцијата фигурираме како совет кој што најдобро работи во цела држава, па така често сме во координација за работата на другите совети. Еве самиот чекор дека има кој што е направен за формирање на совети на цела држава представува чекор понапред во Македонија. Иако фактот дека ние како Македонија и 24 години независна на Република Македонија се уште немаме закон за млади и немаме конкретна стратегија и пред се дефинирање на улогата на младата личност во општество е поразително за нас, но е ваквиот чекор дава надеж дека токму и Агенцијата за млади и спорт и останатите институции ќе може да направат повише за младите. Овој викенд сме поканети како совет на млади да учествуваме токму на семинар кој што е организиран од Агенцијата за млади и спорт и Комисијата за републичка безбедност, каде што Дисциплина ќе биде наш представник од советот и таму ќе може да се запознаат и останатите членови на советите на цела Република Македонија и сметам доколку во иднина има се почести средби и се почести вакви семинари, прашањето за млади на вистина и реално ќе може да се согледа и да се работи за тој проблем. Конкретно на што ќе се разговара на овој семинари на оваа одлука? Конкретно за безбедноста во сообраќајот кај младите, за сите сме сведоци и самите знаеме колку за жал несреќи се случија во последниот период. Така да тоа ќе биде една едукативна работилница каде подоцна јас како соработник во советот ќе можам тука да ја пренесам на моите колеги од советот на млади. Реално би сакала да земам збор за вклучувањето на младите и колку тоа советот допринесува. Значи, моја препорака до младите е да се вклучуваат во било какви неформални организации. Важно е формалното образование пред се едукацијата, важна е дипломата, меѓутоа секое надворешно образование, неформално вклучување во вакви активности, во вакви институции е многу од големо значење и голема предност кај младите. Така да активирајте се и бидете дел од самото општество на државата. Секој дополнително искуство може само да донесе бенефит. Има позитивно влијание во сите случувања кај младите. Еве ние сме пример и еве јас и Дисциплина ги живееме тие македонски проблеми, таа независна и непредвидлива идеја, но еве јас никогаш не сум се откажала од тоа што јас сум го замислила на самиот почеток и еве работам и се трудам и моите работни активности некогаш си по 15 часа на ден, но јас верувам во таа идеја за подобра Македонија и еве секогаш ќе работам и со младите, како што реков, и директно и индиректно работам со младите и се надевам дека заеднички ќе успееме да го изградиме тоа што сметаме дека ќе подобри нашата иднина и нашиот живот во иднина. Споменавте нема закон за млади, а во подготовка е новата национална стратегија која што треба да важи од наредната година, практично 2016. Конкретно, кои ќе бидат главните поенти или главните проблеми кои што ќе бидат апострофирани во неа? Според вас и треба да најдат место таму? Во самата стратегија се формираат тимови кои што работат на клучните прашања за младите, значи има активирање, младински активизам, има култура, има спорт и дел од образование во кој што јас сама сум вклучена и сметам дека токму образованието ќе биде нештото на кое што ќе се стави најголемиот акцент. Свесни сме за самата ситуација на образованието во Република Македонија, бевме сведоци на различни активности во изминатиот период. Токму и тие се доволна причина дека треба да се сменат некои нешта во целиот едукативен процес. Јас акцентот ќе оставам на високото образование, бидејќи сум лично засегната
во тој процес и се надевам дека токму и таа национална стратегија и тие идеи со кои што ќе произлезат младите ќе можат да го подобрат тој дел од и тој сегмент од животот на младите, исто така и неформалното образование кој што сегогаш е нагласено во самиот образовен процес, а овде ќе го потенцирам моето внимание кон самите институции. Зборама образовни институции, тие треба да бидат иницијатори токму на такво неформално образование, бидејќи класичните предавања, то традиционално образование не треба да биде единственото нешто кое што една образовна институција треба да го пружи на своите студенти. Токму институциите и самите професори треба да бидат иницијатори и да ги поттикнат младите да се вклучат. Отворени денови, комуникација неформална кој што и како ќе подобри самата образовна слика и како ќе го подобри размислувањето на младите и пред се комуникацијата со самите професори. Ние веќе иницииравме и соработуваме така со професорите, да дадеме малку поинаква слика за тој дел во образованието и сметам дека најголем акцент и на самата стратегија, национална стратегија за млади, ќе биде фокусирана токму за едукацијата, начинот на кој ќе се спроведува едукацијата и кој кадар ќе излава токму од делот на образовните институции. Дали, Деспина, според тебе треба акцентот да биде ставен на образованието или некој друг проблем би требало да биде посебно акцентиран во врска со проблемите на младите? Тоа е клучна алатка според мене, според која можеме да просперираме и да функционираме како силно општество. Во конкуренција со останатите соседни држави или во Европа, сметам дека образованието е клучен фактор за просперитетот на државата. Доста интересен факт е што го прочитав по останатите држави. Секоја високо развиена држава своето образование и домашното образование го става на прво место. И највише ги ценат токму студентите кои што излаваат од нивните државни универзитети. И се вели токму и во нивната промоција дека токму тие се ликот на државата и токму тие ќе предводат државата во иднина. Се надевам дека кај нас некој ден ќе биде чест и гордост ние тоа да го кажеме, институциите да го кажат дека е чест да бидеш дел од македонското образование и ние како млади да се вклучиме токму и да се едуцираме во македонските универзитети и да ставаме акцент токму на домашното образование, а не образованието во другите држави. Колку треба да се вклучат младите од колку што може помлада возраст во креирањето на тие младински политики? Имате ли некои активности, да речеме, во анимирање на младите од средните училишта, од основните училишта, да се зголеми свесноста за она што е проблем на младите? Најголемиот акцент во моментот на Советот на млади е привлекување членови од средното образование, затоа што тука најдобро може да се изгради младинското мислење. Тие најдобро овде ги спознаваат подобрите од полошите страни, ги препознаваат сите негативности, имаат отворено мислење во врска со работите, можат да го променат тоа мислење исто така, дали на подобро или на полошо, зависи како тие ќе се определат понатаму. Конкретно сега за проектите имаме во иднина проект за основците, за основното образование. Исто така, најголем дел од членовите односно сработниците на Советот на млади на општина Штип се средношколци, што исто така тоа ме радува, затоа што понатаму тие влегувајќи во високото образование, влегуваат со еден поинаков став и поинакво мислење за тоа дека навистина вредело тоа што се дел од едно вакво тело. Како што вие рековте, ние како Совет на млади и самото општество треба вниманието да го посвети токму на младите и најмладата популација. Па затоа како идеја на Советот на млади беше ние како Совет на млади да бидеме општествено одговорни и да пренесеме позитивни искуства и практики на нашите млади сограѓани. Започнавме со проект Амбасадори на здравјето, каде студенти од медицинскиот факултет ќе вршат предавање на сите основци низ цела општина Штип на тема здрав живот, вклучувајќи здрави навики во животот, не само исхрана, и физички вежби, како и влијанието што го имат социјалните медиуми и преку временото седење на компјутер, па се до размислувања, многу често да се организираат теми и да се организираат обуки на тема младите и депресијата.
Сметаме дека токму со ваквите активности ние како млади бар на некој начин ќе исполниме нашата општествена одговорност и токму ако ние можеме да придонесеме и да влијаеме на таа млада личност да го креира своето мислење и своето видување еве конкретно за здравето, конкретно за пушење или за алкохолот, ќе бидеме многу среќни во тој сегмент доколку барем на неколку нив влијаеме и помогнеме. И сметам дека таквата практика не треба да биде само на Советот на млади. Ние го даваме максимум во тој дел да можеме да влијаеме врз младите и да можеме да ги насочиме младите. Сепак тоа треба да биде практика и одговорност на сите нас, на младата личност, значи неговото окружување, семејството, па и на целата општина. Сите ние треба да бидеме одговорни за нашите активности и да знаеме дека токму нашата акција може да предизвика нечии чувства, може да предизвика многу погрешно мислење и видување за сите настани. Споменавте зафатен распоред до крајот на годината. Кои проекти ќе се реализираат практично до декември? Првпат овој период кога ја креиравме програмата за од месец септември до месец декември, како Совет на млади ние имаме активности и имаме активности до крајот на годината. Како и досега акцентот го посветуваме на едукацијата. За нас е многу битен целиот тој процес на едукација и еве веќе организиравме 2 обуки во делот на едукацијата. Наредната активност е проект кој што ние аплициравме во Совет на млади и ќе го организираме со Американската амбасада, а проектот е на тема влијанието на социјалните мрежи, значи како младите кои што некој ден ќе бидат вработени, некој ден ќе водат свој бизнес, ќе може да ја промовираат својата фирма на интернет, значи офлайн, онлайн активности. Овој проект ќе се одвива паралелно и во Скопје и на крајот сите млади треба да подготват крајен продукт кој што ќе го презентираат на завршна конференција во Скопје. Тоа е едниот проект. Еве од утре започнуваме со обука кој што имаме со американското катче How to Introduce Yourself, каде што ќе имаат низа на обуки и младите ќе можат војно да ги воочат своите лични грешки и да работат на својот личен профил. А по иницијатива на младите во општината како Совет на млади ќе започнеме школа по странски јазици, каде што ограничен број на млади ќе може да се пријават и токму да го подобрат да ги подобрат своите вештини во знаењето. Од друг аспект, еве како Совет на млади, повтор пат ќе организираме настан за Тоше Проецки, не заборав за Тоше Проецки, ќе биде на 15 октомври, па така ги поканувам сите да дојдат на настанот, каде што ние еве како Совет на млади сакаме да го обележиме неговото дело, повторно ги спееме неговите песни и воедно собраните средства тој настан ќе бидат донирани на соодветна фамилија во градот. Па затоа препорачувам младите да ги пратат нашите активности, бидејќи навистина имаме многу интересна програма, како што реков до месец декември предвидена е обука за медијатор. Што значи да бидеш медијатор, бидејќи тоа представува второ неплатена професија во Америка, можеби е непознато за нашата држава и еве конкретно за нашата општина, но еве ние како млади ќе имаме можност да се запознаеме со тој термин и со таа проблематика. Исто така планираме да организираме повторно како лани малку неформално, значи малку забавување и обединување на младите, така што ќе го прославиме својот втори ден на Советот на млади и ќе биде место каде што ние младите ќе можеме еве така малку да излеземе надвор од нашите секојдневни активности, средношколски, факултетски активности и да можеме да се подружиме и на неформален начин. Бидејќи времето полека за емисијата ни измине, аз само сакам за крај од двете да слушнам што е вашата препорака за младите. Во текот на муабетот напоменав дека важно е младите да се активираат, да бидат активни во општеството, да се вклучуваат во неформалното образование, во ваквите институции. Конкретно сега ќе зборувам за Советот на млади, значи секој кој што има желба може да биде наш соработник, да учествува во овие младински креирањето на младинската политика во општината, затоа што понатаму тоа е клучна работа за самата млада индивидуа и формирањето на младинското мислење. Ви од мене, тие што ме знаат веќе го кажувам многу пати, за мене значи најбитно е младите да веруваат во себе и да веруваат во тоа што го работат. Нормално низ текот на животот ќе најдат на многу негативности, многу разочарување, но битно е никогаш да не се откажат од своите соништа и од својата визија.
Само со посветеност, со труд и со честни мисли ние ќе можеме да постигнеме нешто и навистина да го добиеме тоа што го заслужуваме. Само со позитивни мисли се случуваат и позитивни работи. Затоа младите да бидат секогаш позитивни, да се вложуваат во себе, бидејќи знаењето тоа што ќе ми остане на нив. И еве за на крај секогаш велам дека на човек може се да му земеш, но не и знаењето што го има во себе. Ви благодарам за вечерашното гостување. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што вечерва останавте со нас да слушнете што прават младите за да сменат својата положба во општеството. Пријатно.